Штипјани бараат градоначалникот да ја стопира изградбата на третата платформа за паркирање која треба да се гради над коритото на река Отиње наспроти здравствениот дом. Тврдат дека на овој начин ќе се задуши просторот, ќе се ограничи пристапот и ќе се уништи паркот и пешачката зона во коритото на реката. Дел од штипјани пак сметаат дека со државни пари ќе се гради приватен паркинг простор. По се изгледа ова нема да биде паркинг за штипјани, мислам за конкретно за Штипјани, за цел Штип, него ќе биде паркинг за одредени објект овде што барок е направен и директно посочувам градоначалникот малку нека ја преиспита работа. Слагам се за платформа, али на друга локација. Зошто што ќе изгуби градот ако се направи платформа овде? Па еве гледате, значи има тука камера, може да видите, зеленило убаво, шо убаво е. Има на ептен голема фреквенција на возила, значи зеленилото се уништува. Не ми смета зашо да не се изгради. Нека има дека да се паркира, подобро ли да нема дека да мине? Откако градоначалникот ја најави изградбата на третата платформа, на социјалните мрежи масовно започна да се споделува петиција за нејзино стопирање. За само неколку денови се потпиша околу 550 граѓани. Градоначалникот е убеден дека ова е вистинскиот начин за да се реши хаосот во градот и ги повика иницијаторите јавно да дебатираат, наместо да се кријат позади Facebook профили. Оваа платформа јас ја најавувам од некаде пред 6-7 месеци и тогаш никој ништо немаше да замери, да каже. Не сакам да верувам дека се работи за некакви предизборни трикови, манипулации на одредени политички структури со кои што сака да нанесат штета посебно на развојот на градот и тоа нема да го дозволам, но секој кој што сака може да дојде и да поразговара, а не да се крие зад Facebook профили. Платформата со која ќе се обезбедат повеќе од 40 паркинг места треба да биде готова за околу 5 месеци. Изградбата чини 17,8 милиони денари, од кои половина ги финансира општината, а другата половина Центарот за источно-плански регион.